врвни скијашки резултати, а во подоснежните години, како еден од најголемите скијашки тренери и организатори на двете најголеми скијашки манифестации во Македонија, Шарпленскиот клуб и Мавровскиот меморијал. Неговиот непроценлив придонес во планинарењето и скијањето го носат на највисоките позиции како меѓународен судија во скијањето, а во Југославија и Македонија ги добива најголемите почести. Креатор е на најзначајните пропагандни брошури и промотивни материјали за македонските планини до 50-тите години. Низ неговите фотографии се запознаваме со неверојатните предели на Македонија. Го запознаваме Гого и во неговата професионална работа и резултатите постигнати во неа како еден од најголемите и најзначајните фотодокументатори на културното наследство на Македонија, пред се за македонската архитектура и фреско-живописите. Така што како вработен во најзначајните музејски институции во Македонија, речи си да нема позначајна црква или манастир низ Македонија кои не се документирани од него. Сеќавањата на професорот доктор Коста Балапанов ни откриваат еден сосема друг свет на Гого, кој за пошироката јавност е помалку познат. Но ако изјавата на професорот е дека се што научил во неговата професија од Гого Попов, тогаш сосема јасно што оставил за себе овој своевиден гений за Македонија и што уште не во неговите стотици илјади фотографии. Нека се обиде некој да ги изброи. Фотомонографијата со околу 550 фотографии за Гого Попов долува многу посуптилни моменти и пикантерии достигнувања од неговото дело и живот, кое задолжително треба да се прочита, а читателот да ужива, да се едуцира и да се мотивира. Реков да се мотивира. Неизбежен е впечатокот дека читателот пред себе има една уникатна книга која приличува како да се запознава со почетоците на скијањето и планинарењето, не баре се раскажува некоја швајцарска или австрийска приказна. И тука е впечатокот дека ние не сме заостанувале пред 100 години од многу поразвиените земји, но и неминовното прашање каде сме денес. Сепак, авторот Јован Божиновски создава едно дело во кое на маестрален начин успева да направи фотомонографија во која на прво место ја истакнува не само убавината на фотографијата и мајсторството на Гого Попов, туку Јован успеал да му го отстапи на Гого Попов местото на раскажувач токму преку фотографијата. Што значи тоа? Јован Божиновски така ја конципирал книгата, што доколку го читате текстот, вие читате негова монографија за Гого Попов. Но доколку не ги гледате, само туку и ги читате, нели, фотографиите во книгата, тогаш вие читате автобиографија на Гого Попов. Печатокот дека Божиновски успеал да создаде уникатно дело, скромно остапувајќи му го првото место на раскажувачот на човекот кој го засакал и го почитувал најискрено токму заради неговото целокупно животно дело. Оттаму е звукот на тишината, како наслов, но оваа книга со кој авторот ја почитувал синтагмата една слика илјада зборови, овој пат овековечени зборови за сите време. Според тоа, главната цел на авторот е да изрази голема благодарност и почит кон човекот кој толку многу направил во споменатите области, што до денес, но и во догледно време ќе биде недостижно. И јас трпев многу од него, затоа што знаеше ноќе да ми се јавува со некоја нова слика, да ми ја раскаже што направил Гого Попов, и за тоа ќе платим во друга прилика. Често пати публиката на промоциите, промоторот да запознава со стручното образование на авторот на книгата. На таа потреба јас ќе го кажам следното. Лично познавајќи го Јован Божиновски, 30 на години, можам да го кажам следното. Јован одлично знае што е тоа фотографија за на планината, затоа што има десетици илјади такви. Јован одлично знае што е планина, зашто повеќе е на неа отколку во градот. Јован одлично знае што е планинарење,
зашто има 100 искачувања годишно и одлично знае што е организација на настани на планина, затоа што во неговите активности се запишани организации на 100 планинарски походи и манифестации од клубски, државен и меѓународен карактер, а бил и дел од организацијата на неколку скијашки шарпански клубови. Јован Божиновски е автор и коавтор на повеќе студии поврзани со развојот на планинарскиот туризам на Шапанина, односно планинската инфраструктура и супраструктура, вклучувајќи планинско-рекреативни патеки, сместувачки капацитети на планина, развој на екотуризмот, работа со локално население и едукација. Има работено на социоекономските студии за валоризација на Шапанина при прогласување за национален парк по делот од туризмот и на студиите за локален економски развој на Тетово во делот на туризмот и други општини во Колошкиот регион. Долгогодишната соработка со Македонското еколошко друштво во имплементација на проекти поврзани со заштита на животна средина, изработката на промотивните материјали за Шапанина, Планинарската федерација на Македонија, учесник во повеќе меѓународни проекти поврзани со планинскиот туризам, соработка со планинарски клубови во земјата и странство и така натаму. Но треба ли да се спомене дека Јован е професионален водич, на планина, инструктор во обуките на професионални водичи и така натаму, дека е 20 годишен председател на најстариот планинарски клуб во Македонија, пака Љуботен. Не му е незгодно што вака зборувам за него, ама треба навистина јавноста да се запознае со овој неверојатен човек кој успеа и ова да го направи. Мислам дека треба, бидејќи доволно е човек само една од овие функции да ги носи, па да се спета за животно дело. Замислете, на сето тоа се надоврзува и оваа монографија. Оттаму блискоста и разбирањето на делото на Гого Попов, оттаму желбата и компетентноста на Јован да се напише ваквата не секојдневна монографија. Но има уште нешто заеднички што ги поврзува авторот и јунакот на книгата, а тоа е неуморната работа и жртвите кои неминовно ги поднесува тој успех на човекот што така работи и жртвите на неговото семејство. Но тоа не е се. Монографијата не е создавана само врз основа на класични истражувања по архивите и библиотеките и анкетирање на современици на личности настани. Таквите истражувања се од исклучително значење, но кога би се базирало само на тоа, ваква фотомонографија никогаш не може да се создаде. Зошто? Од едноставна причина што на 90% од фотографиите на Гого Попов во книгата ги немаше во библиотеките, архивите, ниту во неговото семејство. Благодарејќи на Јован, фотографиите се собрани од целиот Балкан и денес тие се дел од скапата збирка на планинарскиот клуб Љуботен, а се надевам во блиска иднина и дел од музеот на планинарењето и скијањето во Македонија. Следењето на аукциите, безбројните контакти со колекционери и трговци на фотографии, разгledници и печатен материјал на целиот Балкан, откупуван од Јован, бараше многу време, средства и посветеност. Сведок сум дека секоја фотографија на Гого Попов пристигната во клубот беше свечен чин за нас двајца. После една деценија на прибирање на тој материјал, можам слободно да кажам дека балканската авантура на тие фотографии, разгledници и брошури завршува на најсреќен можен начин. Се враќа дома и повторно се заедно во клубот и во монографијата да ни раскажат приказната за Гого Попов. Овие 550 фотографии во книгата не се само документарни сведоци на развојот на планинските спортови, ниту само сведоштва за делата на Гого Попов, ниту само уметничкиот дострел во фотографијата. Тие всушност се и единствениот пишан материјал низ кој проникнуваме преку звукот на нивната тишина до мислата, желбите, визиите и пораките на Гого Попов. Фотографијата пренесува многу информации на гледачот, но само посветениот истражувач може да ја раскаже, хронолошки да ја смести во историскиот контекст, но знае да ја раскаже приказната за нејзиното настанување. Јован Божиновски тоа успева да ни го предоши на најубав начин. Имам уште напишано, ама нема да читам, ќе го прочитам. За мене како историчар, активист на ПК Љуботен и Тетовец од исклучително значење е појавата на монографијата и појавата на уште еден достоен наследник на делото на Гого Попов. Тиражот од само 100 примероци дополнително го прави вашето
присуство привилегирано заради можноста со вашето побување да поседувате еден бисер на македонската литература. Благодарам многу.